Ние допрецизираме. Има многу професии каде што има 24 часовен ангажман. Многу професии. Ова инспекторска професија токму таков ангажман бара. Самите рековте, јас сакав тоа да го поздравам, дека сте предложиле во вашиот концепт пасивно и активно дежурство. А потоа рековте дека од административни причини тоа не можете да го легализирате овде. И ние ви предложивме решение какво што вие сте имале на ум. Значи, прво, јас одговорно тврдам, ако веќе погрешно е упатен овој закон на оваа комисија, не му е место, туку на матичната комисија. Ајде да го заборавам тоа. Кога е закитен со европско знаме, тогаш јас тврдам дека нема членка на ЕУ каде што нема 24 часовно дежурство и пасивно и активно кога е во прашање заштитата на животната средина. И вие и јас и сите знаеме дека додека спиеме, некој под наводници работи. Ги краде, ги загадува водите, воздухот, земјата и затоа мора да има некој кој што тоа ќе може да го открие и веројатно ова го знаат, па нам ни препорачуваат ваков амандман. Прашањето за плаќањето воопшто не е страшно, зошто? Бидејќи да, овој закон е нешто специфично. Значи, еколошката заштита е специфична заштита. Јас ќе ви прочитам кој знае колку закони, каде што има специјални додатоци за одговорност и слично, и овде може да се предвиде тоа и не ми е јасно сега да тоа што го прочитавте вие овозможува ваков пристап, меѓутоа не задолжува. Бидејќи да би имало задолжение, нема да ни се случувале тие ноќни помори и катастрофи. Значи има начин некој да го избегне тоа, тие инспекторите што ги читавте. Затоа, значи, од два, загрижени за ова, предлагаат вакво решение и јас мислам дека вие и ние, предлагачите, сме во случајов на иста линија. А тоа што ви го кажале тие со кои што се советувале, морам да кажам дека е за мене многу спорно. Ако погледнеме ние колкав е процентов на незаконски хонорарни ангажмани и какви суми се фрлаат на тоа, тогаш не знам зошто овде, кога законски би предвиделе вакво решение, би имало проблем. Значи, јас ве молам уште еднаш да размислите дали можеби не делиме исти ставови во случајов и дали можеби ова не е најдоброто решение, зашто во спротивно ќе продолжи праксата на загадување во петок, сабота и недела, а потоа никој нема да може да го утврди тоа, ниту пак ќе има одговорност, со што директно ние законски стимулираме наместо заштита загадување на животната средина, што не е европски концепт.